Благодарам, господине Джафери. Господине Спасовски, ова е актот со кој што барате Собранието на Република Македонија да ја разреши техничката министерка за труд и социјална политика, предложена од ВМРО ДПМН. Јас воопшто и не сум изненаден, барајќи начин како да избегате од избори во наредните 40 на часа. Мислам дека сте спремни на се да измислите еден мал милион ситуации каде што ќе ги проблематизирате предвремените избори на 12 април. Вие добро знаете, не знам дали вашите пратеници од пратеничката група сите знаат, дека во моментот ВМРО ДПМН на сите анкети води со околу 10 пратеници разлика. И го знаете тоа, можете да се смеете вие сите колку сакате, но поразот кој што следува на СДСМ е неминовен. Ке барате еден куп изговори како да дојдете до одлагање на изборите. Не сум изненаден, уште еднаш ќе повторам од овој ваш потек, бидејќи уште при самото стапување на функцијата на почитуваната министерка Рашела Мизрахи, вашиот атак кон неа беше повеќе од очигледен. Уште во првите денови од нејзиното министерување, во форма на јавен линч од страна на вашите сеачи на магла во јавноста, од ваши високи функционери, без никаква причина беше силно нападната, и тоа баш врз основа на етничката припадност. Мислам дека сето тоа, се извинувам колега Джафери, се извинувам ако може времето да го запитам. Се извинувам ако може да... Ке повторам, повеќе од очигледна беше намерата да ја дискредитирате личноста на Рашела Мизрахи со една единствена цел да предизвикате на таква ситуација во последните денови пред распуштањето на ова собрание. Вашиот демократски капацитет, односно отсуството на демократски капацитет во ова партија на власт, целата јавност го гледа и го чувствува на дело. Од измислен режим, кој што вие и го залепивте на претходната власт преку вашите агрегати за сеење на лажни вести, со владењето на СДС во изминатите 3 години, за жал, државата влезе во вистински хибриден режим. Од измислен влеговме во вистински хибриден режим. Не го вели тоа ВМРО ДПМН. Тоа го велат независни странски институции кои што се занимаваат со оваа проблематика. Вашата цел е да ги проблематизирате предвремените парламентарни избори и ако го погледнеме однесувањето на вашите останати министри, каде што ВМРО ДПМН предложи дополнителни заменици министри, и ако погледнеме што се има во законот, односно врз основа на Паржинскиот договор, што предвидува законот за... Се извинувам, колега Джафери. Да, во контекст на тоа говорам. Во контекст на тоа. Која е целта на оваа влада? На овој хибриден режим? Ако актот или документот од член 46 ставови 3 и 4 од овој закон, односно од законот
за пржинска влада, односно за влада која што треба да спроведе избори, е одобрен, тоест подпишан само од едното лице, се смета дека истиот не произведува правно дејство. Целта е да се произведат такви ситуации кои што едноставно ќе го проблематизираат одржувањето на предвремените избори. Ако се вратиме назад, кога вие номиниравте дополнителни заменици министри и министри во претходната пржинска влада, кога вашиот, бидејќи и вие, почитуван господине Спасовски, бевте дел од таа техничка влада, за жал во неколку наврати бегавте од избори и во 2 наврати бевте повторно бирани за технички министер за внатрешни работи. Убаво ќе се сетиме на делувањето на еден ваш дополнителен министер во Министерството за финансии, кога пишуваше писма и реакции до меѓународните институции, со што допринесе Македонија да има голема финансиска штета во цената на чинењето на самите кредитни линии кои што во тој момент и беа неопходни. Во тој момент тогашната влада имаше демократски капацитет и ги толерираше антидржавните однесувања на поедини дополнителни министри и министри предложени од тогашната опозиција, односно од вашата партија. Факт е дека едва сте барале причина за да доставите предлог до собранието за да биде разрешена почитуваната техничка министерка, предложена од ВМРО ДПМН Рашела Мизрахи. За ваша жал, тој потек не е одобрен од македонската јавност, бидејќи причината која што ја наведувате и зад која едноставно не можете да застанете со едно нормално образложение, ќе ви донесе многу голема штета на наредните избори, го покажува вашето вистинско лице и вашата вистинска интенција и движење кон еден хибриден режим. Почитуван технички премиер Спасовски, навистина во овие услови, во раните утрински часови, немам и нормални услови да го кажам моето мислење, концентрацијата на пратениците е на такво ниско ниво, што дури не можат да го контролираат своето викање овде во салата. Од твоја пратеничка група се уморни, се не можат да се Но сепак концентрираат. сметам дека не само што правите избрзан потек, имате време, доволно време да го повлечете овој ваш недемократски предлог и да ја оставите на Република Македонија да оди на едни фер и демократски избори. Вашата цел дефинитивно е да го загрозите процесот на фер и демократски избори, но нема и тоа да ве спаси и на 12 април наместо со 10 ќе изгубите најмалку со 15 пратеници разлика. Ви благодарам.